Светот одамна е глобално село, речиси нема дестинација на која лесно не може да се стигне денеска. Многу полесно може да се остварат многу амбиции, многу желби, особено во културата, во спортот, многу бариери навидум се, нели, олеснети, надминати, меѓутоа се тоа навидум затоа што во ова конкуренција која ја создава човештвото со над 8 милиарди луѓе и не знам колку на социјалните мрежи од нив, во реалноста сепак не е така и многу е тешко да се реализираат големи соништа, особено на големата сцена. Меѓутоа, за среќа, ние во Охрид имаме и ќе имаме луѓе кои се големи во секоја смисла на зборот, кои имаат големи сништа, големи амбиции и знаат како да ги реализираат. Еден од нив несомнено е мојот денешен соговорник, Владимир Василевски Четкар. Здраво живо, добре дојде во ова отворено студио во кое решивме да си направиме интервју, да го искористиме ова прекрасно ноемвриско сонце. Прекрасно октомвриско во ноември сонце. Така, да. И да поразговараме за сите убави работи нешта кои ти се случија и кои не ги подари ти нам на охриѓани. Ќе почнам од последното нешто, од последниот твој настап во Јужна Кореја и сите оние убави работи кои ти се случија таму, на кои сме горди и ние како твои сограѓани. Какво е чувството кога ќе имаш концерт на најзначајниот јубилеен настан патем фестивал во Јужна Кореја? Горан, прво да кажам дека секој пат ми е најголема инспирација и кеф кога ќе правам ретроспектива на сите работи со мои драги охриѓани и во дома во Охрид, бидејќи тој сон тука започна во Охрид, во моите, да кажам, средношколски и претходно денови во основното школо. И токму на тие работи мислев кога бев во Кореја, како се случило не преку ноќ, него години посветена работа, дисциплина, и никогаш не сум се согласил да одам по линија на помал отпор, него така некој начин со глата во зид и на крај се осваруваат тие соништа и така да Кореја, Јужна Кореја и тој фестивал кој е најзначајниот џез фестивал не само во Кореја, него и во целиот тој регион, Јарасум џез фестивалот, на некој начин бев единствен представник од Југоисточна Европа. И токму ја делев сцената, главната сцена со некои најголемите светски звезди, како Џулијан Лаге, Тигран Хамасјан, Ричард Бона и самиот ексклузивно со македонска екипа и постава, бев и горд и среќен што можело и покрај сите препреки, особено од овој регион кој ги имаме и сме ги имале, може сепак да се постигне нешто доколку имаш еден врвен продукт, еден врвен бенд, една врвна енергија, бидејќи тоа е тоа што на некој начин не носат врски, пријатели, позадина некаква, него искреноста и вербата во уметноста. Без врски беше тоа? Без врски, да. Самостално и тоа е особеното нешто што сакам да го истакам, дека не мора секој пат како уметници да чекаме помош од Министерство за култура или од било која институција, дека можеме и сами да се бориме во светот. Добро дојдено е сето тоа нормално, бидејќи сите ние заедно се бориме да го крениме имиџот на Охрид, на Македонија, меѓутоа не треба да биде пресудно. Не треба да биде пресудно, туку треба да имаме верба во своето дело, во својот занает. Таму настапи со авторска музика, впрочем како и секогаш настапуваш со сопствена музика. Подготвуваш и нов албум за тоа нешто подоцна. Какви беа реакциите на тамошната публика? Од она што можевме да го видиме, информациите кои пристигнуваа за време на твоите настапи, беше топло пречекан во Јужна Кореја, фановите беа
супер расположени, од она што можеше да се види, сцените беа полни, а се работи, слободно можам да кажам, сосема различна култура од овдешната и од западната, ако сакаме да ја земеме. Точно, Јужна Кореја генерално, тука вклучувајќи Јапонија, тој дел од светот, мислам дека од сите аспекти се понапред, не само од овој регион, туку и од Европа и од САД. Зошто? Бидејќи безпрекорната организација која таму постои, не сум ја видел и искусил никаде на друго место. Сум свирил на многу светски фестивали и во Европа, и во Америка. Меѓутоа, навистина е еден врв моментално во светот и на секој искрен уметник му го посакувам тоа искуство, кој го заслужи. Бидејќи луѓето таму не селектираат, нормално секаде постои машинерија на пропаганда, на маркетинг, меѓутоа ако ги освоиш, што токму се случи, ова беше мој втор настап таму, во 2016 година толку ги освоивме како публика, што ме планираа и пред тоа повторно се врата, меѓутоа ради ковидот се одложи работите и токму дојде 20 годишниот јубилеј и изборуваме за над 10.000 публика кои си седат како пикник и го гледаат концертот на огромна бина и најнешка самата енергија и комуникација со нив, од концерт, станаа луѓето и тоа беше толку потентно и потоа самата нивна национална, да кажам, национален вестник Кореја Хералд, толку ја стане мојата слика од сите настапи на тој јубилеен фестивал, потоа имаше интервју на национална телевизија и мене ме интервјуираа што на вистина зборува дека не се тие, тука имаше многу поголеми звезди од мене конкретно, меѓутоа зборувам од аспект на маркетинг и промоција во светот. Меѓутоа ето кога ќе се ставиме на исто сите, нема правила веќе. Тука се тие ќе одлучи на крај кој момент би бил најспецијален и најбаво поминале. Чија енергија примат најмногу. Токму така. Дефинитивно сите заслужуваме таква шанса и тогаш мораме да искористиме. Значи немаме оправдание. Ако имаш веќе шанса да свири со најголемите имиња на светот во джезот на истата сцена и ако ти ја пропуштиш таа прилика, тоа веќе било до тебе. Меѓутоа се испадна прекрасно, фала му на Господ. Потоа имавме настапи и во Гангнам, во културниот центар, тој е на другиот крај на Кореја, друг град. Имавме во Сеул за фестивалот Devil's Door и невероватен прием кај публиката. Значи, како што спомна самиот, имаше 45 минути подпишување цедиња, мајци со фановите и мораа да го прекинат тоа бидејќи имаше друг настап после мене. Што е доказ дека не треба многу да зборуваме, него треба да правиме работа. Значи, дела, а не зборови. И мислам дека нормално тоа отвори многу работи претходно. Јас таму имам дистрибуција, сум издавал албуми во Кореја преку CNL продукцијата, CNL Records. Тоа е една од популарните музички куки таму. Низ музичките продавници кои се уште постојат, платен за разлика од други места во светов. Нели во Јапонија кога бев исто така, гледаш ти веќе таму ќе има такси без возачи, значи има недостаток на работна сила, меѓутоа тоа ќе го роботизираат и ќе го средат на тој начин, ќе го решат проблемот на многу интересен оригинален начин. Меѓутоа ето не си остапуваат од физичките седиња, од физичките тие поклони, бидејќи таму е многу битно да се работи за вредност. Токму така и нешто што е физички. Значи не е се во тој клауд, да кажам, него си ја држат, значи држат баланса не само со далечната традиција која ја имаат и која те негуваат, меѓутоа и со тие надамнешни работи. Така како CD-а, плочи, книги и многу инспирација ми даде целото тоа искуство и за многите нови амбиции кои допрва ќе ги откриваме. Очигледно многу инспирација си истрпил од тоа, меѓутоа што е нешто најмногу те фасцинира и што е нешто сметаш дека можеме малку да примениме и ние да тука овдека во Охрид и во Македонија да научиме нешто од тие култури кои се фасцинантни во секој случај. Па да, тоа е нивната отвореност и покрај тоа што се тотално на друг крај на светот, тотално се од друга култура, друга раса, меѓутоа
не ги интересира тоа. Таму сваќаш дека нема разлика, дека сите сме всушност исти и дека отпуштени се, не дека полесно ме во животот. Ево јас таму Сеул има 14 милиони луѓе градот. Колку Македони се тоа? Токио 40 милиони луѓе. Меѓутоа јас таму не слушнав нервозни свирки на улицата, карањци, тоа сум го слушнал и во Њујорк нон-стоп. Значи тоа не е само до финансиската и моќ или релаксираност на нацијата, тоа е и до таа една традиција, култура и филозофија која тие поседуваат. Јас мислам дека сите народи имаат убава традиција, меѓутоа ние некако се оддалечивме од неа. Значи, гледајќи ги како тие паралелно прифаќаат се што е светски и истовремено се негуваат својата култура и вредностите не ги забораваат, токму тоа би сакал нас да ни се случи. Посебно нас како охриѓани, како и генерално македонци, меѓутоа Охрид да го усмериме, избалансираме, бидејќи Охрид е светско наследство, меѓутоа токму е светско наследство поради својата традиција која ја негувал некогаш и која имал такви достигнувања од аспект на историјата, културата, а и тоа што дал Господ тука како уникатно светско наследство во овој цела биосфера Охрид и Преспа. И мислам дека ако направиме симбиоза на тоа што го имаме, тоа што било традиција, и ако ги прифатиме оваа отвореност која имаат луѓе како корејците, јапонците, со љубов ќе изградиме нешто. Тие токму со љубов ја сака државата. Значи не е само да се жалиме, сите знаеме што е лошо и кои предизвици ги имаме, меѓутоа ако малци им покажеме појќе сила, не е само линија на помал отпор, замени прва прилика и направиш тоа е тоа што нас ни недостига, тоа е една борба. Бидејќи таа борба, иако некој пат делуваат како Давид и Голијат, сепак Давид победуваат на крај и ние мислиме дека ќе победиме тие прави вредности, ќе победат и на сите ќе ни дајат крилја да живиме нешто што ќе го бараме надвор, а ќе го живиме тука. Меѓутоа битно е многу таа борба да пренесеме од социјалните мрежи во реалниот живот и да направиме дела, како што велиш ти, да не остане се само на зборови. Да не биде само се жалиме дека ништо не функционира и така натаму, дека нечени систем од државата, меѓутоа не треба да заборавиме кој го прави системот и која прави државата. Сите ние тоа го правиме со сопствените постапки и дела. Токму така. Очигледно дека нешто фали. Сите сме тоа е веќе и да кажам негативната страна на дигиталната технологија, на социјалните мрежи, која иако не, како што кажа во почетокот, на некој начин го отвори светот како себе веќе достапно, се можеме брзо да знаеме, да прочитаме, истовремено не направи да се чувствуваме како сега да живиме со аватар, како аватарот да е веќе наш, да не представува на некој комплетно на некоја непостоечка платформа. Значи еден карактер сме во живот, например, не знам луѓе кои се така повлечени, не би изуснали ни еден збор, а на таа платформа се гласноговорници, големи поемчини и така натака, што направи на биполарна, да кажам, дефект, аномалија кај луѓето, не може да биполарна, меѓутоа едно се во живо, едно се во социјалните мрежи, а напротив, социјалните мрежи треба да се некој начин рефлексија на нашето живење. И ни треба баланс. И баланс, да. И така и тука не се води борбата, се води борбата со дела, се води борбата со промени, а тие промени се физички, не се виртуелни. Се наполни со позитивна енергија, ги наполни батериите, што е тоа што следи, имаш период со многу настани, снимаш албум, концерти и така натаму, згуснат распоред. Да, убав период доаѓа, конечно ќе реализирам некои теми кои сум ги пишувал уште како тинејџер, со конкретно поинакви, по-раскошни аранжмани, нормално сето тоа се доаѓа со искуство. Идеи кои ми доаѓале кога сум јас гледал како месечината изгрева над Петрино и рефлексијата во езерото и тоа како еден тинејџер останала трајна трага во мојот креативен систем и сега точно ќе ги тие композиции, текстови ќе ги реализирам во новиот проект, во новиот албум кој го снимам, го завршувам сега декември-јануари во Америка. Пред тоа имам, тоа како што спомна, погуст распоред на настапи, сега имам една мала
да кажам, не е турнеја, меѓутоа концерт е во Сиофок, во Лейк Балатон, во Маđарска, тоа е во ноември, 11 ноември, значи, после тоа заминувам за Чикаго, каде 1 декември имам концерт, 2, 3, 4 ми се снимањата, исто во Чикаго, во Алхеми, во студиото Алхеми и во Hi-Fi студио во Милвоки. Потоа имам настап во Њу Йорк 15 декември, 12 и 13 имам настапи во Кливленд и Коламбос во Охајо, 24 јануари во Сан Франциско и 25 во Детройт. А во меѓувремено ми се снимањата на албумот кои моментално сум некој притисок да кажам да ги завршам аранжманите, да ги организирам сите тие музичари кои се дел од проектот и така да Охрид на некој начин сум тука, меѓутоа многу дисциплинирано работам и многу сум фокусиран. И покрај сите овие врски, се она што те чека, што мораш да го организираш, што тоа зема многу време, секогаш наоѓаш време да се возиш со велосипед низ градот, да снимиш нешто и да го споделиш на социјалните мрежи, да го кажеш она што ти искрено го мислиш, за разлика од многу од нас кои, како што спомнавме, живееме двоен живот, еден во реалноста, друг на социјалните мрежи. Владко зборува се отворено. Ти благодарам, Горан. Јас мислам дека должност е на сите нас да го кажеме своето мислење. Дали некому тоа ќе му засмета или не, не е толку битно, бидејќи битно е да сме искрени, а постои на многу убава латинска поговорка amicus omnibus amicus nemini. Пријател на сите, пријател на никого. Значи, ако ние цело време се пазиме, да не се замериме со актуелната власт или со актуелната опозиција или било кого, или со тој човек, со тој круг на луѓе, со светот, никогаш нема да одиме напред така. Напротив, позитивната критика е тоа што треба да е двигател. Значи, јас можам да кажам нешто ако конкретно тоа држи вода, ако луѓето се чека, не збори отина, него збори нешто за поубаво да бидите работава. Тогаш ке ми ја сваќа целата таа критика добронамерно. Меѓутоа некој пат таа е кажана низ сатира, низ хумор, некој ќе го свата, некој не. Меѓутоа поентата е токму и што го спомна точакот, тој многу ме инспирира и многу работам со кога возам, мислам на аранжманите, на тие движења, тие промени цело време и некој пат ќе направам пауза, ќе кажам нешто што мислам, што колку сакаш работи, ќе најдеш што ти се смете тука, бидејќи сакаш да е поубаво. Посебно те боли дома кога нешто не чини. Посебно кај мене болката тука излезе, бидејќи јас цел живот се трудам да го промовирам Охрид, без да бидам угостител или без да бидам хотелиер или да бидам политички активен. Јас го промовирам Охрид од чиста љубов кон Охрид. Никаков интерес не барам од тоа, аз барам да е поубаво тука. Затоа што мене Охрид ми дал најмногу од аспект на инспирација. Ми дал најмногу од аспект на пријатели, од аспект на убави мемории. И сакам и други генерации тоа да го осетат. Да не се изгуби таа магија, таа волшебност на овој град. И мислам дека тука сите требаме да сме безкомпромисни, мораме да кажеме што не чини, да сватиме дека таа поделба нема добро да ни донеси, него само убаво ќе ни донеси ако за некои работи сите се сложиме. За некои работи нормално можеме да имаме, не мораме. Меѓутоа за некои суштински работи што на сите ќе ни направи да е поубаво тука и сватиме дека ние сме битните, ние тука живиме, ние сме живееле, ние ќе ги направиме тие промени, нема кому да му доволиме ние, освен на самите нас, успех зборувам за таа една прогресивност од дење напред, дека тоа сите ќе го сакаат, и гостите, и самите ние на крај. Чувствуваш ли дека допира тоа до тие докаде што треба да допре? Да. Јас многу пати тоа сум го видел со мои очи, дека луѓето некои пати премногу се дефокусирани со други работи, ангажмани, да културно да кажам, и навистина приметиле. Некој пат едноставно по линија на помал отпор го прифатиле тоа. Меѓутоа, по линија на помал отпор немаше да се случи ние да станиме луѓе, ни да станиме цивилизирани општество. Потребна е мала жртва, а некогаш и голема. И некој пат и голема жртва. Иако тоа ние паниката нема да ни помогне во ништо, а жалењето и кукањето уште е помалце. Сите имаме предизвици. Сите да почнеме да правиме сега да се жалиме, до утре ќе зборуваме. Меѓутоа поентата е
не да го сватите ако ти си расположен и насмеен дека тебе ти е песна животот. Напротив, можда е многу потешок него ли тие што се жалат. Ама поентата е да сватиме дека ако сме позитивни, полесно ќе се справуваме со предизвиците. Полесно ќе се справуваме со се што ни е тешко и поубаво ќе си го врвиме секојдневието. Така, тие не можат да исчезнат преку ноќ, мора да се соочиме со нив. Како до подобра понуда во Охрид, многу пати сме разговарале, меѓутоа сите овие искуства, а и последното, нели, гостувањето во Јужна Кореја и на далечниот исток, веројатно ти даде многу нови идеи кои можат да разговаравме дели да се применат тука, да. Така. Но што е она што ние упорно не сакаме да го промениме, а можеби толку малку треба за да трнеме по патот кој е достоинствен и му доликува на Охрид? Па, тоа е суштинско прашање, бидејќи генерално ние стално се фалиме дека имаме голема традиција, дека имаме голема прекрасен фолклор, нели муабетов ниту во Македонија нема ни да пееш, ни да играш. Меѓутоа јас тоа не го слушам по кафаните, јас тоа не го слушам по месата. Јас све што слушам е странска музика или српска музика или хрватска музика или турска музика и све ми е мал дел. Тоа е иронично, јас што го зборувам, бидејќи јас работам музика која е интернационална, која е на англиски дел, која е инструментална дел, меѓутоа како македонски уметник. Меѓутоа јас зборувам токму за тој фолклор и традиција кој за изворните вредности. За изворните вредности кои ние скроз оддалечивме. Јас верувам дека гостите кои доаѓаат во Охрид, нормално барем тие кои го доаѓале на времето кога јас сум расел во Охрид, сакале да го искусат тоа охридско поднебје, да искусат храната. Не фали традиционална храна. Повеќе акцент на традиционалните рецепти, не само скара до бескрај, не само нешто што е побрзо и полесно да се направи. Значи, тој е предизвик, што ако се движиме само по аспект на што е по... Јас разбирам дека луѓето имаат проблеми, треба да се платат плати, треба да се направи, да се на крај на денот да се заработа нешто, меѓутоа тоа, како што спомнавме во нашиот муабет, ако го направиме паметно, уште повеќе ќе го направиме. Бидејќи се е потребно време, меѓутоа треба стимулација. Сите ние заедно како држава да го испробуваме тој момент. Ваму конкретно, иако ти јадиш на маса, ќе ти дојде некој робот, буквално пајците на робот му ги даваш, да ги однеси на мијање. Меѓутоа, све е спремено традиционално, со нивните кимчи, работи, љути, палени, супи, суши или било како, све сето запазено, келнерките облечени во јапонски, во корејски носи, истовремено има најголеми џез фестивали, најголеми технички достигнувања. Токму таа една работа со друга стимулира оди заедно. Изводреден спој на традицијата и времето во кое живееме. Токму и тоа ни фали, бидејќи ако ти не се сакаш себе си, не веруваш во себе си. Ако ти сакаш толку интензивно, јас така чувствувам како ние да сакаме комшиите поќе да ги сакаме од самите себе си. И јас мислам дека тоа е изворот на сите недостатоци. Кога се сака сами од себе си, ама на космополитски начин, ќе ги сакаш и другите. И тогаш љубовта кон себе си, кон своето, другите ќе го осетат. И другите ќе го засакаат твоето. И кога ти ќе ги, јас кога ги освојам фановите во било кај што ќе свирам, ги освојам со мојов македонски охридски шарм, со мојава музика, со мојов начин на комуникација. Јас не се трудам да го сменам имево и да станам, не знам, некој си сосем друг човек, да го сменам имиджот и да секој ден да се бунам, а овој имидж не ми успеа, сега ќе измислам друг. Тоа е лажен живот, тоа се лажни вредности што многу го прават за жал. И тоа е таја еден тренд кој не уназадува, бидејќи никогаш не можеме да застанеме на своето. Мислам дека ако застанеме на своето, ако си го сакаме своето, ќе го сакаме и светското и ќе сме подобри во тоа и во себе си и ќе имаме што да понудиме. Нема подобри амбасадори од спортистите, од културата, од музиката. Ти тоа го правиш на најдобар можен начин. Може ли подобро во тој контекст и од страна на самите уметници, меѓутоа и од страна на сите овие фактори, чинители во општеството, затоа што претпоставувам и сигурен сум дека може многу подобро да се испромовирава мало парче земја секаде каде што настапуваат уметници како што си ти. Секако дека може подобро. Ако малце
изнуркаме на површина надвор од партиските интереси, надвор од личните интереси, излишниот джеп. Малку да излуиме, тоа ќе сватиме дека многу поќе можеме да направиме како нација. Значи, ако се гледаме, себе си стимулираме едни со други, ако видиме дека некој е добар во ова поле, во спорт, и ако му подадеме рака како сите, како нација, тоаш навистина ќе имаме платформа која ќе се шири и која ќе секој ќе промовира. Заемен ќе тој интерес. Нема да сме, јас го промовирам градот, јас го промовирам и Македонија, меѓутоа тоа го правам самостојно. Не дека, како што спомнав во почетокот, треба да чекаме цело време некој да ни поддржува, меѓутоа мораме во еден момент да се почувствуваме како една нација, како една да почувствуваме еден правец дека одиме сите заедно напред и да се искористи секоја можност. Секоја можност да се искористи, а за тоа треба будни очи, да испливаме надвор од тие интереси, да гледаме напред, да одиме како нација, како држава напред. Тоа е нешто што не уназадува децении веќе како држава. Гледајќи самиот пат, самата инфраструктура, Охрид, толку години да немаме автопат и сите тие работи, да не зборуваме колку работи ни фалит. Тука, тоа е све бидејќи толку сме, да кажам, окупирани со политика, со некои туѓи интереси да промовираме, а нашите нигде ги немаме. Значи, нас ни треба искрена љубов кон државата, со дела, не со муабети. Искрена љубов кон државата, па и да сгрешиме некој пат, тоа со просто, бидејќи тоа е направено, сакам да кажам, да не се плашиме да ќе сгрешиш, ќе направиш правилна одлука, мораме да одиме, да храбро да се бориме за да нешто постигнеме. И нема сигурно да има многу грешки, туку ќе има многу успеси, многу убави моменти, бидејќи гледам како се ја сака земјава другиве и гледам колку оде напред, токму ради тоа што се отворени и не се толку сатурирани со тие ситни политики кои кај нас за жал доминираат. Секогаш е задоволство да се разговара со тебе. Исто со тебе. Ти благодарам на издвоеното време, ти посакувам многу успех во наредниот период и здраве Боже, кога ќе спакуваш новото албумче, да се видиме на некој нов разговор. Да. Ти благодарам, Горан, сум пресреќен и горд на успешнава приказка која Охрид Нјус ја има цело време континуирано и посебно после толку години, пак да се стално редовно среќаваме и кажуваме што е ново, тоа е еден мал пример како може од идеја, од убава искрена идеја да исполните успешна приказка. Ти благодарам уште еднаш, а вам ви благодарам на вниманието. Пријатно.